Земјоделците и земјоделските стопанства до 5 мај со своји проекти ќе може да конкурираат за користење на пари од ИПАРД фондовите на Европската Унија, наменети за земјоделско производство. Од Агенцијата за финансиска поддршка соопштуваат дека од 21 март стартуваше 11-тиот јавен повик од ИПАРД програмата, кој ќе опфаќа финансиска поддршка за следните 3 мерки. Тука се опфатени сите 3 мерки. Тоа се мерка 101 за инвестиции на земјоделски стопанства со цел нивно преструктурирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската Унија, мерка 103 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни производи со нивно преструктурирање и надградба за достигнување исто стандардите на Европската Унија и мерка 302 диверзификација и развој на руралните економски активности. Сите овие упатства, сите заинтересирани земјоделци можат да ја отворат веб страната на агенцијата, на платежната агенција за ИПАРД програмата, можат да ги најдат сите документи. Од регионалниот центар на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството велат дека советниците од оваа институција се веќе на терен. Преку посета на сите населени места во Струмичко, земјоделските производители ќе добијат информации за изготвување и доставување на барањата, како и практични совети за аплицирање. Сите заинтересирани лица за оваа програма, ИПАРД програмата, за подетални информации, односно за прибирање на сите потребни документи, како и подготовка на тие документи и севкупна помош за изготвување на техничките предлог проекти и пополнување на барањата, можат да се обратат во просториите на Агенцијата за поттикнување развојот на земјоделството Струмица секој ден од 7:30 до 16:30 часот. ИПАРД поддршката е грант што треба да покрие 50% од трошокот на реализираната инвестиција. Од него 75% се пари од Европската Унија, а 25% се од буџетот на Македонија. На минатиот 10-ти повик за оваа поддршка пристигнале околу 60 апликации, при што најголем интерес имаше за обнова на земјоделската механизација.